Овој преглед на вестите ќе го започнеме со последните информации од денешниот референдум во Каталонија, кој се одвива во хаос и судири со полицијата. Имено бирачките места ширум Каталонија се отворени за гласање за независноста на овој шпански регион, а полицијата на сите начини се обидува да го спречи одржувањето на референдумот. Повредени се најмалку 337 лица, соопшти каталонската влада. Шпанската полиција заплени гласачки кутии и ливчиња на избирачките места. Во продолжение прилогот кој го подготви колегата Исо Мухиќ. Гласањето на референдумот за независност на Каталонија почна на голем број избирачки места. Сепак, референдумот не се одржува на сите 2300 места. Уште пред тие да бидат отворени, специјалци од шпанската полиција се судрија со гласачи на неколку места во Барселона. Според службата за вонредни ситуации на Каталонија, во немирите се повредени 38 лица, од кои 3 потешко. Шпанската полиција користи гумени куршуми за да го спречи изјаснувањето на 5,5 милиони каталонци на референдумот за независност на Каталонија и успеа да затвори околу 15 избирачки места и да заплени материјал за гласање. Интервенцијата на полицијата е потребна за да се запре одржувањето на забранетиот референдум за независност на Каталонија, изјави шпански владин представник. Според последните информации од каталонската влада, 73% од гласачките места се отворени за гласање. Владата ги повика каталонците масовно да излезат на гласање и да не наседнуваат на провокации, ниту да предизвикуваат инциденти. Демонстранти низ улиците на Барселона извикуваат: "Ние сме луѓе на мирот" и "Не се плашиме". На голем број места во градот се забележливи амбулантни возила. Каталонскиот регионален председател на владата, Карлес Пучдемон, гласаше во Корнела дел Тери, на 110 километри североисточно од Барселона. Тој не беше во можност да гласа на регуларното гласачко место во близина на Сент Хулија де Рамис, бидејќи полицијата го опколи избирачкото место и не му дозволи влез. Продолжуваме со разговор во студиото за тоа каква е моменталната ситуација во Каталонија. Во тоа ќе ми помогне колегата Александар Видиновски, кој од рано утринава го следи развојот на настаните во овој автономен регион. Александар, како што можевме да погледнеме од прилогот на колегата Мухиќ, вонредна состојба во Каталонија, неколку стотици повредени граѓани и полицајци. Она што е интересно дека пожарникарите, кои што се од оваа област од попладнево се појавија како жив штит меѓу двете страни, односно меѓу граѓаните кои гласаат за независност и полицијата, шпанската полиција од друга страна. Па практично еве и пожарникарите Иван се јаве како своевидна трета страна. Практично тие застана, како што кажа и ти, буквално пред полицискиот кордон, односно физички ги одвоја граѓаните што протестираат и оние што се обидуваат да гласат и да ги заштитат избирачките места и полицијата. Тие не употребуваат сила, единствено можевме да видиме снимките преца на Твитер што се појавиат дека буквално стојат и пробуваат да направат колку што е можно да не дојде до судири помеѓу двете страни. Не успеваат секаде, има речиси 3000 гласачки места во целата таа покрајна. Кажавме веќе дека во 70% од овие гласачки места сепак референдумот тече релативно нормално и покрај сите оние напори што ги направи во текот на вчерашниот ден шпанската централна влада, тоа е да ги затвори овие места, односно да спречи воопшто да бидат отворени и да ги заплени огромен број гласачки ливчиња. Меѓутоа, сепак во 2/3 од гласачките места гласањето се уште трае. Во најголем дел од нив видовме по какви околности тоа, огромен број на повредени, некои новински агенции реферуваат веќе со бројка од над 400. Карактеристично е тоа да се каже дека најголем дел, да не речем и сите од повредени се граѓани на Каталонија, околу 10 се само полицајци. Можевме од сите тие снимки да видиме што пристигнат прималку дека шпанската полиција не е баш нежна во своите обиди да го спречи референдумот. Меѓутоа, каталонците се цврсти и се упорни. Ова што започна уште во 2014 година, нели тогаш имаше еден неуспешен референдум, да продолжи овој пат да го истера тоа до крај. Што предходеше на овие инциденти кои, еве, денеска ги видовме дека практично и кулминира прекумерна употреба на сила од страна на полицијата, одземање на гласачки ливчиња и избирачки кутии. Тоа можеме да го проследиме и во овие инсерти кои што попатно нашите гледачи можат да ги гледат. Но дека инциденти се случува и во изминатиот период, односно во подготовката на овој референдум, се случува. Што предходеше на сево ова?
Па пред себе на недвосмислената желба на каталонците да имаат собствена република. Така и гласи и прашањето едноставно прилично на гласачкото ливче, дали сте за отцепување на Каталонија во форма на република. Може да заокружат само со да или со не. Уште во текот на вчерашниот ден не беше многу тешко да се претпостави дека ќе дојде до ова. Токму поради тоа шпанската централна власт, 2/3 од специјалните полициски сили, значи не редовната полиција, специјалните полициски сили ги испрати во Каталонија. И тие беа подготвени на овие немери. Граѓаниве по се изгледа не беа подготвени на некој бунт или борба против полицијата, токму и затоа на еден начин мирно протестират. Многу малце може да се видат снимки каде што тие ги напаѓаат полицајците. Од тоа што може да го видиме, тие ги запоседнуваат избирачките места кои што полицијата се обидува да ги затвори, седнуваат на земја, практично еден пасивен отпор. Тука настапува полицијата и буквално на сила за коса ги вади физички надвор. Во исто време, во повеќе улици и региони пред се во Барселона се собираат поголеми групи на луѓе. Исто така нивното движење е спречено од полицијата и тука настапуваат пожарникарите. Навистина е интересна ситуација вака и да се види што прават една тампон зона меѓу двете страни да не дојде до судири. Меѓутоа, речиси 400 повредени, таа бројка доволно говори за тоа сериозноста на што во овие моменти се случува во Каталонија. Апсолутно, ова прашање кажавме веќе од политичко веќе настанува како безбедносен проблем. Од меѓународната заедница се уште има некои предпазливи реакции на тоа што се случува, меѓутоа ова е проблем не е само на каталонската политичка елита и граѓаните, меѓутоа и целото општество практично се мобилизира со цел овој референдум да биде истуркан до крај. Прочитавме еден интересен случај каде што капитенот на фудбалскиот клуб Барселона, Жерар Пике, беше практично меѓу првите кои што отиде во едно гласачко место во Барселона и го искористи своето право, ајде да кажам, да гласа на овој референдум. Беше навистина интересна ситуација тоа да се види, толку беше огнен во тоа што го прави, што сакаше јавно да го заокружи да за независност и Република на Каталонија. Од избирачката комисија практично беше предупреден дека гласањето е сепак тајно. Се сврте, отиде да најде некоја кабина каде што ќе може тоа тајно да го оствари, не биде таква и ги замоли од избирачкиот одбор да се свртат на страна за да заокружи. Таа негова реакција следи и по неговите твитови кои што ги имаше изминативе денови, каде што отворено застана со поддршка за референдума. Дури тука најде на конфликт со други фудбалери, негови колеги од шпанската репрезентација. Ова, Иван, го говорам само да пробаме да им доловиме на гледачите за каков сериозен и длабок проблем, што секако нема да се реши денеска, меѓутоа еве кулминира во овие денови, посебно денеска, така што ќе биде една тема за политичка анализа во наредните денови секако. Пред да позборуваме за можните сценарија кои што ќе следуваат по денешниот референдум во Каталонија, ќе се задржиме уште малку на големата бројка на повредени лица. Имено Барселона важи за едно од најатрактивните туристички места во Шпанија. Многу македонци патуваат и го посетуваат овој град со оглед на тоа дека имаме и директна авионска линија која што е релативно ефтина за многу граѓани и може да ја посетат Барселона. Така да колешката Андреја Сибиновска ја имаме на линковска врска, чинам дека ги има и информациите кои денеска ги побара од Македонското министерство за надворешни работи, дали има меѓу повредените во немирите во Каталонија и македонски граѓани. Андреја, повели, какви информации ни носиш? Да, Иван, како што спомена и ти, меѓутоа она што го напомена нашиот колега Видиновски, дека токму во инцидентите кои што се случија и се случуваат во текот на целиот ден во Шпанија, дека најголемиот дел од повредените лица се токму граѓани. За среќа од Министерството за надворешни работи на Република Македонија информира дека досега нема ниту еден македонски државјанин кој што побарал помош од македонската амбасада во Шпанија. Она што го информира дека официјален
официјален допис ќе имаат во текот на утрешниот ден. Меѓутоа го дадоа и оној официјален контакт, телефонски број каде што ќе можат сите заинтересирани граѓани да се јават за да се прашаат секако за безбедноста на оние македонски државјани кои што се наоѓаат во моментов во Шпанија. Неофицијалните информации покажуваат од оние што можевме да дознаеме дека околу 1000 македонски државјани се наоѓаат во Шпанија, меѓутоа во оној дел каде што е и секако најпосетена токму тоа е на Барселона, меѓутоа за среќа споменав и на самиот почеток од МНР соопштуваат дека досега нема македонски државјанин кој што има побарано било каква помош од македонската амбасада. Го дадоа само на телефонскиот број од дежурниот представник кој што е од дипломатското конзуларно представништво во Мадрид. Во продолжение од прилогот за тоа на информациите од страна на македонското МНР, меѓутоа и за тоа кој е телефонскиот број каде што може да се упатат сите граѓани за да прашаат за безбедноста за оние кои што се наоѓаат во моментов во Шпанија. До сега ниту еден македонски државјанин не побарал помош од македонската амбасада во Шпанија со оглед на бројните инциденти и судири на граѓаните со полицијата поради одржувањето на референдумот за независност на Каталунија. Бројката на повредените лица расте од час во час. Според неофицијални информации, во Шпанија има околу 1000 македонски државјани кои престојуваат туристички или работат. Од Македонското министерство за надворешни работи го објавија телефонскиот број за сите прашања поврзани за безбедноста на македонските граѓани кои во моментот се наоѓаат во Шпанија да се обратат на дежурниот телефон во дипломатското конзуларно представништво на Република Македонија во Мадрид. Очите на целиот свет се вперени во Шпанија. Од една страна државата се обидува да го спречи референдумот, додека од друга страна каталонците не се откажуваат од закажаниот референдум. Гласањето за независност на Каталонија, што Шпанија го смета за противуставно, почна во 9 часот на многу избирачки места. Граѓаните пружаат отпор на полициското присуство и рациите за конфискување на гласачките места. Колешката Андреја Себиновска со информациите од Министерството за надворешни работи. Меѓу 337 засега повредени во немирите во Каталонија нема македонски граѓани. Официјално соопштение од МНР се очекува во текот на утрешниот ден, а дотогаш од МНР објави и телефонски број за сите прашања поврзани со безбедноста на македонските граѓани. Андреја, ти благодарам за овие информации. Ние уште малку продолжуваме со разговор во студиото со новинарот Александар Вединовски, кој го следи развојот на настаните во оваа покрајина. Александра, споменавме дека денеска денот за шпанците и за каталонците е навистина долг. Веќе од утре со поладни глави ќе се разгледуваат сите можни сценарија за тоа што ќе се случува по овој референдум. Она што е очигледно и јасно дека иако беа анкетите пред овој референдум поделени меѓу граѓаните за отцепување или не од Шпанија, сепак оние кои што излегле на денешното гласање можеме да претпоставиме дека гласале за тоа да оваа автономна република ја добија независноста. Кои се можните сценарија кои што би ги очекувале веќе од текот на утрешниот ден? Иван, сосема известно да се очекува дека најголем дел од граѓаните кои што гласале ќе гласаат за. Треба да видиме како ќе се однесува и шпанската централна власт, меѓутоа и каталонската власт. Значи, секако дека централната нема да го признае референдумот, веќе тоа каже и шпанскиот уставен суд го противзаконски каже дека овој референдум, меѓутоа каталонците според ова што се случува денеска се решени да си ја земат како што се вика судбината во своите раце. Тие побара на еден начин и помош од меѓународната заедница, дури прочитавме изјави дека ова не е веќе само проблем помеѓу Шпанија и Каталонија, туку и европски проблем, бидејќи каталонците, како што видат, се дел во склоп се уште на Шпанија, дел од Европската унија, се европски граѓани, така што тие побара и една своевидна медиација од трета страна, за да може овој проблем да се реши на политички начин. Очекувањата се дека денеска ќе се смират овие немири, меѓутоа сепак треба да видиме што ќе донесе денот, колку брзо ќе оди пребројувањето на гласовите и потоа да се прават некои пошироки анализи. Впечатокот и на странските новински агенции дека меѓународната заедница, меѓутоа Европската унија на својот начин е затечена од целата ситуација. Не беа претпоставките
еден месец или 2 месеци уназад дека ова ќе дојде до овој степен да има и судери низ улиците на Каталонија, меѓутоа ова што се случува денеска секако го запалува, го пали црвеното светло во повеќе институции, така што веќе од утре ќе се прават анализи, ќе се бара решение на овој проблем, бидејќи дојдено е до тој момент кога ќе мора едноставно да се најде решение. Може ли да го запали овој случај со референдумот во Каталонија и црвеното светло во останатите републики и држави кои што се наоѓаат во склоп на Европската унија, мислејќи на Белгија, кој има регион кој сака да се отцепи од Белгија, на Ломбардо, Италија, Шкотска се огласи и тамошната премиерка дека од една страна почитува она што шпанската влада го вели да не се одржи овој референдум, но од друга страна и изјаснувањето за самоопределување е исто така нешто кое што таа го поддржува. Така Европа е позната по така наречени замрзнати конфликти или замрзнати политички прашања, што секако ова што се случува денеска во Каталонија и во Шпанија може да биде своевидна иницијална каписла да се отворат практично овие замрзнати конфликти. Веќе ти кажа, секако тука е Белгија, секако Италија, да не ја заборавиме и Војводина. Имено тамо денеска во десетина градови во Војводина се појавија и транспаренти, се појавија и графити, се извинувам, на кои што се дава поддршка на Каталонија, се прави знак на еднаквост, буквално така би испишени графитите по повеќе згради Војводина е еднакво на Каталонија. Треба да почекаме да видиме, да го истуркаме денеска денешниот ден. Сите се надеваме дека ќе има помал број на повредени, меѓутоа во час бројот се зголемува и тоа многу, рече се 400, тоа е огромна бројка за десетина часове колку што траат овие нереди, меѓутоа тоа што е, ќе видиме како ќе биде понатаму.